Аладжозовски и СДС блокираат и стопираат уште еден проект важен за граѓаните, Античкиот театар ке Скупи. Во ребалансот на буџетот предвиден за изградба на Античкиот театар Скупи, средствата наменети за проектот се укинати за над 80%. Ова потврдува дека СДС го блокира проектот. За жал на граѓаните, а за воля на вистината, ова ќе биде најнеуспешната влада која не инвестирала во културата. Овој антички театар од римско време е еден од најголемите и најзначајните објекти на Балканот и пошироко, кој со конзервација и реставрација ќе се возобнови и повторно ќе може да прими од 8.000 до 10.000 гледачи. Ово е еден од најважните проекти кој што во најмала рака, наместо да го блокира, треба да го реализира СДС преку Министерството за култура. СДС очигледно нема елементарни познавања за важноста на овој проект. Тие по секоја цена продолжуваат со деструктивноста, блокирањето и укинувањето на проектите кои се од огромно значење на граѓаните. На новиот антички театар во Скопје беше предвидено по самата реализација да има капацитет од 8.000 до 10.000 гледачи и таму да се реализираат бројни културни програми, како и концерти за млади да може да се забавуваат. Очигледна е намерата на СДС. Се што е проект или кадар на ВМРО ДПМН, без разлика колку е корисно и од огромно значење за граѓаните, тие сака да го блокират или сменат. Така беше и со срамното менување на директорите на театрите, само затоа што биле блиски со Никола Груевски, без разлика колку тие се професионални и кредибилни во нивната работа. Почитувани, стопирањето на проекти кои се од огромно значење за граѓаните не носи корист никому. Ве повикуваме да не ја стопирате самата реализација на проектот за Античкиот театар во Скупи. Наместо блокади, фатете се за работа, бидејќи вака како продолжите, ќе бидете запаметени како варвари на културата и културното наследство во Македонија.